Горни полог. Женска носи. Етничкиот предел Горни полог го зафаќа југозападниот дел од Полошката котлина, со изворот на Вардар. На исток граничи со Порече, на југ со Мавровско поле, на југозапад со Горна река, а на запад преку кораб со Албанија. Главен административен центар бил градот Гостивар. Населението отсекогаш било мешано, но христијанското население било отсекогаш потиснато, особено во турското владење. Многу често им било забранувано да одржуваат собори, па немале можност за голема социјализација, ниту пак можност да ги покажа своите таленти за игра, песна, па ни за прекрасно изработените носи и накид. Ова било главната причина за појавата на печалбарството во овој крај. Токму печалбарството придонело женската носија да биде една од побогатите носии во Македонија и спротивно, побрзо да се исфрли од употреба машката носија. Женската носија ја сочинуваат кошула, навирачка, клашеник, појас, скутина, чорапи, тозлуци, опинци, преврска, главинка, крпа срмена, сокај, пембезар и накид. Кошулата е изработена од бело памучно платно со кенари, кроена од преден и заден стан, рамни и широко отворени ркаи, киндови или клиње и јака корил. Карактеристична е поголемиот број клинови. Невестинската имала до 30. Навирачка е облека од ленено платно. Куса е до средина на градниот дел, со долги ракави и јака. Долниот дел, јаката и ракавите, кои што се викале и срмени синџирлии, биле богато извезени со бела срма и волнени конци во црвена, црна и зелена боја. Клашеник е горна облека од бела клашна, долга до над колената. На клашеникот има рудиментални пришиени ракави. Целиот е богато украсен со срмен вес и гајтански апликации во црвена и зелена боја. Колан со китки. Бил долг, четворно ткаен појас со прави шарки, на краевите масовно поткитен со волнени китки во разни бои. Се носел над клашеникот како дел од невестинската носија. Покрај овој појас се сретнувале уште два. Долен појас од бел памук и се носел над кошулата и горен појас ткаен во прави хоризонтални шарки за секојдневна употреба. Овој предел е еден од ретките каде се носеле две скутини, па така може да се каже дека ова е една од главните карактеристики на женската носија од горни полог. Предната скутина е составена од две хоризонтални соединети дипли, а шарките се вертикално поставени. Во горниот дел е малку набрана, а во долниот дел е украсено со бела купечка тантала. Задната скутина е малку покуса од предната. Црна е, лито ткаена и е многу набрана. Чорапите се плетени од разнобојна волнена преѓа и од срма. Високи се до средина на листовите со процеп од внатрешната страна. Според орнаментацијата се сретнуваат бели сопауни, бели тирелии, срмајлии, месечарки, како невестински. Тозлуци се вид подколеници од клашна, украсени се со срма.
Опинците биле домашна изработка од говедска кожа. Преврска е мало плитко капче, украсено со метални пари. Главинка е вид мало капче од клашна, украсено со срма. Ја носеле постари жени наместо преврската. Крпа срмена е невестински украс за на глава. Во горниот дел е везена како навирачката, со срма и волна, а во долниот дел со терзиски вез, срмено бикме и гајдени. Долниот дел е со пушталки од монистра и сребрени пари. Сокај е невестински украс кој се носел закачен за плетенките. Тој е со целосна издолжена форма, украсен со срмени гајтани. Во долниот дел е благо проширен и завршува трапезовидно, поткитен е со долги, црни волнени реси. Пембезар е вид на венец од цвеќиња. Од озгора, бело платно се формирало во вид на капа. Во комбинација со пембезарот се носели и телои, светликави висулки, спуштени по страна на образите.